занаети во Охрид не можеме а да не го споменеме охридскиот бисер. Едно од одбележието на Охрид, за кое што се слушнало не само во Охрид, не само во Македонија, ни целиот свет. Нема кој не слушнал за охридскиот бисер. Една од фамилиите која што традиционално си ја произведува, го изработува охридскиот бисер, тоа е фамилијата Филеви. Разговараме со Мишо Филев, кој што оваа традиција превзеде од своите најпрво родители, баба, дедо, кој се го произведуваше бисерот, кој го изработуваше Мишо. Богатата семејна традиција ја возможи да бидеме вака еден попрепознатлив бренд и символ на град Охрид и македонската култура. Почетоците се многу одамно, значи скоро пред 100 години мојот прадедо Никола запознава прв тајната од рускиот емигрант, значи тајната е донесена, не е измислена од нас, еден благослов од рускиот емигрант кој сличноста на езерата, кога ги споредил и знаел дека и тука може да се изработи бисерот кој се произведува од карлушките на рибата плашица, така да почетокот е доста стар, така да мојот дедо Михајло продолжува, па таткото Никола и четврта генерација Михајло ја презедов, значи одговорноста да се запознам со езанет и еден ден да ја пренесам и јас на моите наредни поколенија. Охрид како еден центар на културата на Македонија и пошироко изобилува со многу културни историски споменици, епохи, ери на многу цивилизации кои оставиле еден огромен белег, па и занаетите можеме тука да ги вклучиме во тој еден спектар на културни вредности елементи. Се разбира, охридскиот бисер е еден од попознатите занаети, но тука не смееме да ги изоставиме и копаничарството, бакрорезот, опинчарството, сите модерни би рекол занаети како што се сега во мејкап и сите тие пропратни занаети кои сочинуваат, како што рековме, еден цел колаж на сите тие понуди на и туристите. Можеме тука да ги вклучиме дека ако овие занаети не обстојуваат, не се негуваат, нема да биде интересно и за туристите, значи да се запознаат со тоа, да видат на ракотворба, на посебна култура која не одвојува од сите, би рекол, народи на светот. Охридскиот бисер на своите грла го носат кралици, го носат политичарки, го носат многу познати јавни личности, значи не само охриѓанки. Надалеку веќе кажав и во најавата дека се слушнало за охридскиот бисер, може ли да издвоиме некои од имињата кои што купиле охридски бисер токму од кај вас? Може, значи со самото произведување на охридскиот бисер се рачуна секаде. Во тоа време познатите кралски семејства од Балканот, како што е Србија, Бугарија, го носат веќе кралиците. Тие тогашни царства, потоа во времето на Југославија, Јосип Брз Тито го поклонува на секаде низ светот, стануваме се попознати, па во денешни времења македонските, значи, граѓани све почесто го купуваат, го подаруваат на светот и така го дисперзираа брендот на секаде да биде познат и така да едноставно имаме еден позитивен тренд понатака да го негуваме, да се бориме за што поквалитетен производ, така да ќе конкурираме на сите, би рекол, и пазар и така, кој да дојде во Охрид, секогаш бара да се купи бисер од Охрид, да се понесе со себе едно одбележје токму од овој град. Апсолутно, да, тоа е и би рекол сувенирот со неголеми чувства кои пробудува. Со нашите производи, значи, како што рековме, се красат многу убави грла на широм светот, остават еден спомен, еден белег на тој одмор, тој помин кој ќе си го пружат. Точно така, и Кетрин Денев, значи многу актери, многу, значи естрадни звезди, како што да речам, можам да испомнам балканските наши естрадни звезди како Цеца, како Емина Јаховиќ, Томашевиќ, многу, значи од кралските семејства, значи можеме да испомниме холандската кралица, данската кралица, шведската кралица, многу други еминентни луѓе без број помене. Вие ќе кажавте од каде е донесена како тајна, значи изработката на самиот бисер. Дали ова значи дека ова тајна љубовитно се чувате за вашето семејство или има ли можност некој што сака да научи како се произведува и како се изработува охридски бисер да му се пренесе тоа? Нашиот занет, како што рековме, се диференцира од другите занети, пошто е тајна, патент, не треба посебна диплома. Значи за ова треба посебна волја, труд и да се научи, значи ова све рачно да се со тие природни низа поврзани процеси да се направи тој производ на ниво нормално во посредство на родителот, односно тој што ја наследуваме таа тајна, тоа се работи исто со години, не може да биде тоа преку ног, али сите тие услови кога се волја, мотив, љубов и желба ќе создадат еден елемент на изучување на таа тајна, а таа тајна, како што рекол, се пренесува од колено на колено. Значи може секој што е спремен во семејството да го понесе тој товар, да одлучи да ја изучува тајната
и да продолжи со изработката и традицијата на овој прекрасен занет. Како што реков, дипломата не е битна, пошто ние занетот веќе го имаме заштитено во една друга форма и облик. Тој е елаборат, кој е патент и ако го знаете патентот само, можете да добијате овластен корисник на називот Охридски бисер и негова употреба, односно продажба. Другото све е нелегално, како што сите тие копии го злоупотребуваат во поново време, али тоа веќе е едноставно на другата страна од би рекол правото, значи законот ќе си ги преземе сите потребни действија по повод тоа кршење на тоа назив. Така. Нема поминување на мода кај бисерот, може само да има поголем, помал, нели во грамажа спрема зрната, така? Или Точно така. Се брошеви исто големината. Секако во асортиманот, значи и тука имаме една еволуција во оваа подолга би рекол традиција, нормално класиката секогаш ја негуваме, но одиме и на производи по авангардни, нормално како што ќе си ги бара и модните трендови и потрошувачите си имаат секогаш своја желба на некој по-ексклузивен, по-уникатен модел, така да му возможуваме на нашите клиенти избор за сите вкусеви. Работиме и со филигран, тоа е втората традиција која и јас како мајстор го изучив филигранот како уште еден пропратен елемент на ракотворба која е би рекол две во едно, значи тука имаме две традиции во едно, бисерот и филигранот ја даваат целата слика на она луксузна страна од македонскиот накит. Миша, ти си многу млад, но сепак би те прашала кога за прв пат го изработи твоето прво парченце на бисер? Верувам дека беше како дете. Точно така, моето прво парченце бисер е изработено на мои 5 години. Цело, значи уште тогаш имав афинитет, секогаш кога ќе работеа моите, значи баба, татко, мајка, секогаш бев љубопитен, седев околу нив. Нормално, занетот, како што рекол, случио повеќе етапи, некогаш ќе се одадем и на детската игра, на сите, али нормално афинитетот останува, да еден ден сериозно ќе се одлучиме да бидеме во тоа, рекол, главни носители, да го понесеме целиот товар. Звршто ли беше убеден од секогаш дека ќе го работиш токму ова? Па да, горе-долу веќе, ја знаев мојата определба дека покрај нормално професијата која имам како туристички менаџер, исто е тесно поврзана со туризмот, да, така и одлучив да бидам во таков корак, да ги пратам и тие, значи услови, али и бисерот ми беше веќе на 18 години јасно дека мора да го преземам и да се борам макотарно за да го постигнам тој ефект позитивен како за семејството, како за традицијата, така и за градот и Република Македонија. Неизбежно прашање е дали во денешно време може да се живее од занает? Па, морам да бидам искрен. Секако за нечијата има едно мото. За едно парче леп секогаш ќе можеме да извадиме. Занаетот мора се негува, јас се на порака ќе пратам до сите оние кои имаат желба и волја да учат занаети, да учат што повеќе, да се множат занаечите, со тоа ќе се стимулира и економијата и ќе се добие еден онај еснавски импулс да можат сите меѓу себе да се соработуваме, значи кога ќе има комшијата, ќе имаме и ние, тоа е истото правило што треба да се негува, така да го се стимулираат занаечите, ќе има подобар биланс и на економијата и така ќе се збогати она што би рекле еден синџир во тој систем. Така да јас апелирам сите кои што сакаат да учат, да си определат кој занает и да си го изучат и да си работат со тоа, нема да сгрешат во ниеден момент и период во животот. Така. Се вели дека кога љубов се работи, никогаш не е здодевно, или пак кога си свој газда, кога сакаш ќе работиш, кога сакаш ќе одмараш, но сепак морам да прашам дневно. Колку време е потребно за да се работи, за да се изработат тие зрна бисер, па треба време нели да се исушат, па треба време да се нанижат. Има ли некој од до време за да се изработи еден гердан? Некоја просечна? Апсолутно. Работата едноставно е секојдневна. Нон-стоп се негува, нон-стоп се работи. Како што би рекле газда или мајстор има најголема одговорност. Так. Тука се знае, кај нас е добро што не сме со рокови, со часови, би рекол прецизирани, секогаш можеме да сме инспирирани и во 2 пополнок и во 5 пополнок, секогаш ние работиме на некој начин, во денот го пронаѓаме тој баш момент на инспирација и тогаш се реализира, но интересно прашање, значи за една би рекол бисерна топка да се премачка, да се исуши све и да биде финална веќе за наките потребно негде околу 5 минути. А цела серија, да речеме, кога се работи како еден систем, оди до 45 минути. Но затоа сите членови во семејството имаат свој, да речам, дел кој го изработуваат и така се забрзува и производството и моделирањето, но нормално
оставаме на волја и желба нормално на инспирација во денот, во неделата, така да. Колку е значаен Охридскиот бисер, уште еден показател е што добивме неодамна и коктел Охридски бисер, токму збогатен со бисерите. Како млад изработувач, секогаш имам афинитет. Охридскиот бисер не само да го изработувам стереотипно, секогаш сакам Охридскиот бисер да го пласирам во повеќе елементи во културата. Значи, сакате да биде присутен и нагласен. Така да и во тој момент кога туристичкиот кластер спроведуваше еден така иновативен коктел, моја сугестија беше да се направи една мешалка, изработена, како што назначивме тогаш од прохром, од безбеден материјал кој се користи исто во исхраната, односно росфрај, и да биде да завршува со еден бисер, како да биде финиш во мешањето на самиот коктел. Со тоа да добиеме една целокупна символика на градот Охрид со сите пропратни елементи. И нормално таа лажица ќе биде подарок за секој што ќе го консумира коктелот. Мишо, дали и колку е заштитен Охридскиот бисер? Тоа е најгорливото прашање, би рекол, пошто од наша страна се е направено. Семејствата Филиеви и Талиеви, познавајќи ја тајната и традицијата, направивме и елаборат, со сите институции го заштитивме, протоколално и процедурално, фактички ќе имаме сите документи, но практично не можеме да го спроведиме тоа, бидејќи се работи за мал град, наши роднини пријатели, инспекцијата не дека ќе биде селективна, ако биде реална ќе биде многу тешко, ќе бидат големи глоби, големи проблеми, па затоа моравме да го заштитиме и на меѓународно ниво со Лисабонската декларација, каде што сега ние имаме право да повикаме и странска инспекција која го признава тој елаборат. Например, Холандија, Италија, Франција, Америка, сите кои се потписници на Лисабонската декларација можат да ни овозможат инспекцијска контрола тука да дојде и по тој елаборат да направат исто испитување, па кој е по таа процедура елаборат ќе опстане, другите ќе бидат запленети како пиратерија. Значи, има проблем со пиратеријата? Апсолутно, во однос на цената, во однос на, би рекол, она што најпоќе нас не боли и повредува, онако ќе кажува дека тие го земаат исто од кај што го земаме ние од Кина, од Индија, од не знам каде, и ние го изработуваме, ги лажат дрско туристите, па тие после ќе откријат дека не е така, па имаме и ние проблеми, што се викува на народно на своето да не си свој, па така да ние да се објаснуваме зошто е тоа така, дека се други фактори во прашање, па затоа ние не знам до кога ќе ни е трпението, искрено да кажам, за да покренеме некој посериозен чекор, бидејќи ние одевме на една морална опција да сватат дека стварно користат една туѓа лична карта, еден тук назив, да сватат дека еден ден ќе мора и како држава, и како здружение, и како семејства да се заштитиме. А дали како купувачи можеме да откриеме кој е лажен, а кој е вистински бисер? Видите, тоа го објаснав јас во многу примери, секако додека не се проба и види не може да се констатира, значи ти Кока-колата и некој друг пијало како ги гледате оддалеку се црни и со иста лепенка, че може да се вкуси. Значи нашиот бисер се разликува во многу физичко-хемиски својства, во однос на сјајот, тежината, за преку да. Значи дали може кога ќе го пофатиш, има толку веродостојни копии реално? Апсолутно, многу лажат. Копиите многу лажат. Многу треба да сте верзирани и да на некој начин да си имате нешто изгорено на таква копија, односно прелажано за да осетите дали ако се направи споредба со нашиот производ и со сите други копии се познава одма и по тежината и по сјајот и по физичко-хемиските својства и ред други работи. Ја најповеќе по сертификатот кој го даваме за секој производ, тука се сите тие кодови кои ги поседуваме како документи.